Ивица Коневски за аеродром и Николче Чурлиновски во Воландово. Ова се двајцата последни кандидати за градоначалници за кои се одлучија од ВМРО ДПМН, актуелните предводници на општините за кои во партијата веруваат дека ќе останат да владеат и по изборите закажани за 15 октомври. Двајцата велат се истакнале со својата посветеност и заслужиле да се обидат да освојат нов мандат. Во тоа ќе се потрудат да ги спречат политичките ривали од СДСМ преку Златко Марин во аеродром и Перо Костадинов во Воландово. За општина Аеродром станува збор за господинот Ивица Коневски, актуелен градоначалник на општината и еден од најуспешните градоначалници во Македонија, кој зад себе има стотици реализирани проекти, кој успеа да издигне општината Аеродром на ниво на најпосакувана општина за живот не само во Скопје, туку и во Македонија, кој досега спроведе огромен број на капитални, инфраструктурни и комунални проекти, но кој во својата понуда и визија ќе има нови проекти кои се одговор на потребите на барањата на граѓаните во општина Аеродром. За Воландово пак, ВМРО ДПМН, Централниот комитет го усвои предлогот од извршниот комитет, а тоа е господинот Николче Чурлиновски, актуелен градоначалник, кој успеа да се докаже со својата посветеност и работа во интерес на граѓаните на општина Воландово, и кој поради низата дела за себе, како и досега, и сега ја ужива најголемата доверба на своите сограѓани. На една седмица пред истекот на рокот за поднесување кандидатски листи, партиите и натаму не ги откриваат картите до крај и се чини ке тактизираат до последен момент. Двете нови имиња со кои излегува од најголемата парламентарна партија следуваат по 9 адути кои ВМРО ДПМН ги објави ден претходно, а меѓу кои имаше 4 актуелни градски татковци, еден поранешен министер и еден пратеник. Заедно со петмината прво номинирани и со претендентот за трет мандат градски татко на Скопје, Коце Трајановски, опозицијата засега официализираше 17 кандидатури. СДСМ во вторникот објави дека со Петре Шилегов ќе ја трча трката за прв човек на Скопје. Владеачката партија ја комплетираше листата за повеќето скопски и добар дел општини ширум државата. Интересно е што социјалдемократите упорно во тајност ги чуваат имињата на кандидатите за општините со кои раководеа во претходните мандати, бастионите на партијата Струмица и Куманово. Заедничко за двете најголеми македонски партии е пак што се воздржани во однос на општина Центар, не можејќи да ја чека одлуката на коалицијските партнери. Актуелниот градоначалник Андреј Жарновски собра потписи и поднесе независна кандидатура за една од најпосекуваните скопски фотели, кај албанските партии без нови официјални кандидатури. Неофицијално за Тетово и Гостивар дуи ке ги понуди како опција актуелните градоначалници Арифи и Бејта, а поранешниот министер за правда Блерин Беџети е најсериозен кандидат за Сарај. И од Беса велат дека продолжуваат со консултациите внатрепартиски и за можност за заеднички настап со Алијансата за албанците. Сите тактизирања и математики ќе завршат до 14, датум по кој од Државната изборна комисија ќе ги официализираат конечните листи. Кандидатите во кампања ќе тргнат од 25 септември, а нивните имиња пред пенкалата на македонските гласачи ќе се најдат на 15 октомври.